Добар ден, почитувани. Ова е стартот на најновата телма амбуланта. Како треба да изгледа исхраната кај возрастната популација? На кои прехранбени стандарди треба да се внимава? Дали квалитетната исхрана ќе влијае на виталноста и здравјето кај повозрастните лица? Кои продукти би требало да се избегнуваат од исхраната за да не дојдат во интеракција со лековите кои што се дел од редовната терапија за хроничните болести кај лицата на оваа возраст. Се за исхраната во третата доба денеска разговараме со Надица Илиевска, дипломиран нутриционист. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок. Останете на телма. Во светот секое седмо лице е постаро од 65 години. Како со исхрана да се подобри виталноста и здравјето кај оваа возрастна категорија, ќе запрашаме Надица Илиевска, дипломиран нутриционист. Надица, добре дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, секогаш со огромно задоволство. Процесот на старење влие врз целото тело, па така се јавуваат тегоби со стомакот, со варењето на храната, подуеност во стомакот. Лицата на оваа возраст понекогаш почнуваат да ги губат забите, слабе сетилото за вкус, сетилото на мириси, се тоа влие врз исхраната. Се случува ли луѓето на оваа возраст да си ја влошат исхраната поради сите овие тегоби и дали со квалитетен пристап, со квалитетен избор на намирници можат да си го подобрат здравјето, но секако и својата виталност? Секогаш исхраната е еден од главните делови кои што влегуваат во крајниот резултат добро здравје. И што е најинтересно, исхраната е оној дел кој што можеби најмногу можеме ние лично, а и како заедница да делуваме во однос на тоа да оди во правец на добро здравје. Она што е важно кога зборуваме за исхрана кај третото доба и да се разликуваат нормалните биолошки процеси кои што одат во намалување на одредени именувања на физиолошки процеси и хроничните заболувања, бидејќи пристапот кон едните и кон другите и нивното взаемно делување има импликации на начинот на исхрана. Она што е интересно е дека промените кај третото доба, иако навидум звучи дека тоа се пензионерски денови па се има повеќе време, освен физиолошки промени настануваат социолошки, настануваат па и економски промени. Значи, севкупно и многу често начинот на исхрана знае да се промени во добар правец или да се промени во не толку добар правец, па да делува или кон одржување на крепкото здравје или кон влошување на здравствената состојба. Интересно што е, за жал, кај нас, но и во светот. Возрастните лица во третото доба се смета дека повеќе од 50% веќе имаат некое хронично незаразно заболување, кое што на некој начин додатно им влијае на квалитетот на живот и ја усложнува, па дури влијае и на пристапот кон храната. Сите физиолошки процеси се менуваат како во текот. Меѓутоа, кај третото доба всушност се намалуваат енергетските потреби, но пак нутритивните потреби растат. Дел од тоа е поради тоа што нивната способност за восприемање, односно за асимилација и искористување се намалува, а дел е и од овие промени кои што веќе ги набројавте и тука во пракса се случува честопати на неколку места да се јавуваат проблеми во однос на недоволен внес на важни материи, па да дојдеме до малнутриција и да влеземе во група на малнутриција која не води во хронични заболувања и терапија кои што не водат во малнутриција и тука е специфичен, пристапот треба да биде специфичен. Споменавте дека голем дел од лицата во третата доба земаат некаква терапија за хронични болести. Треба ли да се внимава кои продукти се конзумираат за тие да не дојдат во интеракција со лековите? Еве, например, знаеме дека треба да се внимава со грејпфрутот.
Смее ли грејпфрутот да е дел од менито на лицата кои што имаат некакви терапии за покачен крвен притисок, за дијабетес и слично? Оно што е интересно е дека многу малку се зборува за интеракцијата помеѓу лековите и храната, меѓутоа треба да се знае наедноставно кажано дека и лековите и храната ја имаат истата патека на движење во нашиот организам до моментот додека бидат абсорбирани. Не значи дека одредени намирници апсолутно треба да се одземат од исхраната, но времето кога се зимаат и со која храна е многу значајно. Грејпфрутот е можеби најистражувана и најпозната намирница, најмногу влијае со метформинот, односно со глукофажот, односно околу дијабетисот, меѓутоа и целокупната исхрана многу влијае врз начинот на апсорбција на лековите, но повеќе лековите влијаат на тоа која храна и како ќе ја искористиме. Значи, обратно е всушност. Да, всушност е поголемо делувањето на лековите врз искористувањето. Неколку кратки примери. Например, додека некои лекови ги конзумираме со многу масен оброк, иако ни е нагласено да ги конзумираме со оброк, треба да знаеме дека масната храна, масниот оброк, многу повеќе се задржува во желудникот. И лековите ќе бидат подолго трајно изложени на делување на хлороводородната киселина и на пепсинот, и тука веќе нивната апсорбција понатаму ќе биде намалена, што значи дека ќе треба да се земаат меѓуобреци или пак со храна која што не е комплицирана и тешка, односно не е масна. Например, бета-блокаторите е многу добро да се земаат со протеинска храна, затоа што во текот на асимилацијата на протеинската храна тие ќе го исползат максимално нивниот ефект. Да не спомнуваме тука е аспиринот, сакам да нагласам лекови кои што директно влегуваат во воведување на малнутриција. Сите кои што пијат лекови за намалување на мастите, автоматски ја намалуваат способноста на организмот да ги искористи витамините растворливи во масти. Што значи дека дефицитите може да се јават и поради тој тип на терапија. За аспиринот исто така знаеме дека не треба да се конзумира на гладно, но комбинациите кои што се популарни, андол или парацетамол веќе со С-витамин, треба да знаеме дека ја спречува апсорбцијата на железо. Ја намалува, што значи дека во тој контекст навистина е важно интеракцијата помеѓу лековите и помеѓу храната. Значи, тука треба исклучително да се биде внимателен, да се проучи добро кој лек влегува во интеракција со која храна и обратно, и врз основа на тоа да се прави Но, например, веќе е познато дека и храната обратно делува. Забрзување, значи или во позитивен правец или во негативен, и кај едната појава и кај другата. Например, лукот, например, омега-3 суплементите, потоа темно-зелениот зеленчук, знаеме дека имаат разредувачко дејство и може да ги зајакнат терапијата кај лицата кои што веќе примаат лекови за разредување на крвта. Како што споменавте, цела емисија треба за ова да се направи, на вистина има податоци кои што треба да ги знаеме и да ги научиме за да си го зачуваме здравието. Кај возрастните лица често пати проблем е губењето на забите. И потоа почнуваат да избегнуваат одреден тип на храна, најчесто тоа се овошјето и зеленчукот. Па што предлагате во случај кога е проблематично жвакањето на храната? Како да се земат овие продукти? Многу е важно да се задржи внес на свежи билни влакна во исхраната на третото доба, затоа што комплетно нивно отстранување од било кои причини значи дека се јавува вториот најголем проблем кај возрастната популација, тоа е обстипацијата. Постојат начини да бидат. Например, јас лично мислам дека веќе целата јавност знае дека не сум фан на смуди, меѓутоа зеленчукот во вид на смуди може да е добра идеја кај оние луѓе додека го решат проблемот со мастикацијата, односно со жвакањето.
Исто така, целокупната храна треба да биде навлажнета. Јаболкото, доколку не може да се гриза, тоа може да се наренда, ние ќе ги задржиме билните влакна, а сепак ќе биде лесно и добро. Јатките може да се сомелат, може да се додадат одредени сокови, например, свежо рендан зелен овошје, може да се искомбинира со веќе сварен компот. И на тој начин балансираме помеѓу свежиот внес на билни влакна и термички обработениот и може да направиме баланс без да направиме штета на нутриентите кои што се неопходни да бидат примени. Најчест проблем е со протеините, со месото. Не може да го изџвакаат. Да, меѓутоа може месото да биде во одредени сосови, за да биде ситно и сецкано, да биде сомелено, да, исто како што постапуваме со онаа популација која што исто има додека се учи на мастикација, што значи дека месото да се додаде некој сос, да се иситни и на тој начин да биде полесно за жвакање, а сепак постојат и видови на меса и извори на протеини кои што се лесно жвакливи. Секогаш тука се јајцата, тука е рибата, многу често таа е многу полесна за жвакање. Не треба ниеден, да кажам, ниедна промена која што е или трајна или е привремена да делува на промена на нутритивниот внес, бидејќи ако кај помладата популација лесно ги решаваме малнутрициите, кај возрастната популација, бидејќи во процесите настанува така наречена саркопенија, многу лесно се губи мускулната маса и висцералните масти околу органите, а расте другиот тип на абдоминалната маст, многу тешко излегуваме од малнутриција. Значи не смеат да си дозволат да живеат со попара, значи со таков тип на оброци, бидејќи имаат проблем со жвакањето, мора да се најде некое решение, некој модус во кој што ќе бидат вклучени сите продукти кои што се важни за нивното здравје. Споменавте дека на оваа возраст доаѓа до губење на мускулната маса. Ќе помогне ли ако се зголеми протеинскиот внес? Треба ли да се зголемува количината на внесени протеини кај лицата постари од 65 години? За тоа прашање ниту науката не е согласна, значи имаме неколку правци. Меѓутоа, ако тргнеме од можноста на апсорбција на нутриентите кај луѓето од третата доба, ние треба да знаеме дека зголемувањето на протеинскиот внес всушност нема да ни го даде посакуваниот резултат, само ќе го оптерети дигестивниот систем. По некои насоки се смета дека не би требало да се надминува границата од 1,2, ако имаме веќе, значи, видно губење на мускулната маса, од 1,2 грам на килограм телесна тежина, додека пак постои тоа дека не треба да се надминува 0,8 грама протеини. Моето лично мислење е дека треба да внесеме протеини чија искористливост е многу повисока. Кои се тие протеини? Например, јајцето. Јајцето има искористливост, особено на таа возраст се плаша да конзумираат јајца. Имаме апсолутно докази дека редовна конзумација на мали количини на јајца не влијае во негативна смисла ниту на холестерол, ниту на било кои други. И жолчката има вредни, например, лецитинот кој што го има во жолчката за одржување на квалитетот на когнитивните функции на мозокот е многу важен, но ние протеините од јајце 99% ги искористуваме, од рибата над 70%, а од други, така наречени популарни извори на протеини, многу малку. И секогаш да внимаваме. Протеинскиот внес треба да биде комбиниран од растително потекло протеини и од животинско потекло. И доколку зголемениот внес на протеини го подкачиме од растителни протеини, тогаш можеме да дозволиме и да одиме и над 1,2 грам
на килограм телесна маса, затоа што ќе даде други бенефити на дигестивниот тракт. Ајде да проговориме за гравот, кој се смета за супер храна, извора и на протеини, на витамини, растителни влакна и така натаму, но лицето од третата доба понекогаш го избегнуваат, бидејќи им создава тегоби со стомакот, подуеност, болки, гасови и слично. Што советувате кога станува збор за оваа намирница кај повозрасните лица? Кога ќе го продискутираме гравот и другите мешунки, ќе отвора малку и темата на припрема на храна. Бидејќи, како и малите деца, возрастните од третото доба се многу посклони и потешко ги поминуваат алиментарните инфекции, значи да се конзумира свежа храна, да не ја подгреваат храната по 5 пати, да не ја јадат истата храна 3 дена, тоа ќе направи проблем. Меѓутоа, и кај гравот, и кај другите легуминози, кои по принцип во наводници се тешко сварливи, правилниот начин на припрема ќе го олесни дигестијата. Значи да се потопат, да се фрли 1 до 2 води и правењето на гасови кај луѓе кои што избегнуваат грав всушност укажува дека нивната цревна флора не е во ред. Редовното конзумирање токму на грав ќе направи и диверзитет на нивната цревна флора и со тек на време ќе ги немаат тие сензации кога конзумираат грав. Во кулкава количина да се конзумира грав доколку се вуваат вакви стомачни тегоби, еве овие за помладите е исто еден корисен совет. Сите тие треба да бидат во умерена количина кај возрастните и не треба да имаме 3 огромни оброци. Кај нив треба да бидат мали оброците, а треба да бидат почести, токму поради успорената дигестија и мотулација на цревата. Но кај оние кај кои што се прави проблем, јас секогаш давам препораки дека од грав, од леќа и од другите легуминози се прават прекрасни намази кои што може да се комбинираат и се лесни за жвакање, но стануваат и по лесно дигестибилни и ќе ги нема тие сензации кои што вообичаено ги има. И сега на вистина не мора да биде препечено тавче гравче, би било попожелно да биде вариво од грав со течности, каде што течноста нели на некој начин ќе помогне кон дигестијата. Гравот никако не смее да се избегнува, тука е леќата, тука е грашокот, тука е боранијата и така натаму. Уште малку ќе се задржиме на лицата кои што имаат проблеми со варењето на храната, понекогаш се жалат дека млекото и млечните продукти им создаваат проблем. Еве да започнеме тука, дали млекото и млечните продукти имаат нутритивна вредност кај повозрастните лица? Секако дека имаат, посебно ќе нагласам дека возрастните лица во третото доба се генерации кои што се растени на млеко. Науката сега како да го избегнува и јас како и секогаш ќе повторам дека всушност не се работи за суштината е за она млеко кое што ние денеска нас ни е достапно. Значи тука е проблематичноста во технологиите на производство. Меѓутоа ферментираните млечни производи се неопходни животно важни намирници кои што треба да се користат. Знаете, нетолеранција на лактоза не може да се појави во касното доба на животот ако веќе не е предходно утврдена. Што значи дека млечните производи треба да бидат застапени, но нагласок треба да се даде на кефирот, на јогуртот, на киселото млеко, на урдата, затоа што и генерално ние треба да внесуваме во тој период од животот полесно дигестибилна храна. Значи, оние што чувствуваат проблем кога конзумираат млеко, да преминат кон ферментирани производи. Во тој случај нема да имаат проблем со лактозата? Во тој случај, апсолутно, бидејќи самите ферментирани производи, габите ја користат лактозата за да во процесот на ферментација. И нивоата на лактоза во ферментираните млечни производи е речиси нула, доколку ферментацијата е до крај. Исто така, тешките сирења, посебно овчите, зреаните тешки сирења, полномасните, исто така треба да се заменат со
фета, со полесни сирења, со моцарела, што значи дека потешко дигестабилните млечни производи треба да се заменат со полесно дигестабилни. Според мене, урдата е навистина производ кој што треба да биде застапен, да не речам на дневна основа. Надица, ке повозрастните лица важно е да бидат млечните производи обезмастени? Значи, треба многу да се внимава со рестрикцијата на мастите кај возрастната популација. Рестрикцијата на мастите, посебно кое што беше и од науката протежирана многу долг временски период, како да не воведе во една друга крајност на бегање од сите масти. Возрастната популација, но впрочем и сите ние, треба да бегаме од заситените масти и треба да ги исклучиме трансмастите. Но пак затоа незаситените масти од рибата омега-3, исто така и другите, како што е од маслиновото масло, од маслинките и од други намирници, од јатките, кои што реков, ако не може да се жвакаат, треба да се смелат, помагаат во одржување на крепкоста на организмот. Знаете, когнитивната функција, кога ќе се задржи до возрастни години, тоа го менува и погледот на живот и нивната генерално психолошка состојба, што значи дека не смееме да правиме голема рестрикција. Сме зборувале на тема вештачки обезмастени производи. Тоа не е добро решение. Подобро намирници со добри масти и со мала содржина на заситени масти, но избегнување на трансмастите. Тука посебно важи храната која што не е добра за сите. Тоа се сувомеснатите, зачинетите, многу лутите, многу солените производи, конзервираните производи. Впрочем, и се работи за генерација која што и не растела со модерните технолошки процеси, па и многу потешко нивниот организам се снаоѓа и во третото доба секако треба да ги избегнува, како впрочем и сите ние. Ке ги вклучиме гледачите од овој момент. Почитувани, ке можете да поставите прашање поврзано со начинот на исхраната во третата доба. Одговори ќе даде денешната гостинка Надица Илиевска, дипломиран нутриционист. Споменавте дека дел од продуктите што се внесуваат содржат сол, односно се солени. Скриена сол има насекаде. Сега постојат и некои табели со пожелен внес на сол кај лицата кои што се повозрастни. Па колку сол може да се внеси, кои продукти треба да се избегнуваат за ненамерно да не се внесе голема количина на натриум и тоа да доведе до пораст на притисокот, крвниот. Табеларно не би требало да внесуваат повеќе од 5 до 7 грама додадена сол. Што се однесува до натриумот во намирниците, за среќа многу често е искомбиниран со калиум. Па иако доматот има висока содржина на натриум, ако можеме така да ја мериме во грамови табеларно, тој има и висока содржина на калиум. Што значи дека натриумот што го примаме од сировата храна, односно од намирниците, во себе и постои некој баланс. Проблемот е најчесто во онаа сол која што е додадената. Каде е денешната грешка? Сметам дека премногу се користи калиумовата сол, која што прави диуреза. Се смета дека е безбедна? Да. Побезбедна од натриум хлоридот. И се хлоридот. смета, меѓутоа тука оди и зголемена диуреза, додека пак во третата доба капацитетот на бубрезите не е таков како што е во младоста, што значи дека на тој начин нивелирање, исто така уште ако се земаат некои видови на диуретици, дехидрираноста на возрастните луѓе е многу поголема сама по себе, бидејќи Не чувствуваат жет? Не чувствуваат жет, со текот на годините се губи чувството на жет, но и системите за саморегулација на течностите на некој начин се менуваат. Важно е додадената сол да ја додаваат по термичката обработка во готвењето, за да не треба да досолуваат. Надица, колку сол да се додаде, како да се процени, колку е доволно? Никој не мери, нели? Никој не мери, меѓутоа најчесто се греши во досолувањето на храната. Јас препорачувам да се готви со многу малку сол и многу малку, доколку се чувствува потреба, многу малку да се додаде со прст
впрочем и најпознатите нели кувари додаваат сол со прст, бидејќи соларникот знае да испушти многу повеќе и ние немаме контрола. Но да, солта, зголемениот внес на сол, навистина негативно влијае. Ние како нација дефинитивно во целиот животен век користиме многу повеќе сол. Некои објаснувања се бидејќи сме на топла земја, па нели имаме потреба од посолена храна. Да, се потиме повеќе, но да, и потењето кај возрастните луѓе е намалено. Што значи дека навистина неколку пати значи додавање на сол, значи 5 грама сол е една равна полупразна, значи не преполнета кафена лажичка. Толку треба да биде додадената сол. Веќе реков, скриените во намирниците не прават проблем, бидејќи тие се спакувани со други нутриенти кои што имаат, наречам, некој баланс. Она што би сакала да го кажам е дека препорачувам, како што е дадено и во третото доба, да се внимава на солта што се купува, таа треба да биде јодирана. Бидејќи недостатокот на јод секако е важен и во третата доба, а станаа популарни многу типови на сол. Хималајска сол. Да, кои што не се јодирани, а Таа не е јодирана? Има и нејодирани, гледам, има јодирани, ако веќе се прибегнува. Значи секогаш изборот да биде јодирана сол. Нас ни е неопходно на ова подрачје да користиме додадена, фортифицирана, значи засилена сол со јод. Споменавте дехидрираност кај возрастните лица поради тоа што не чувствуваат жед. Колку течност и каква течност во текот на денот треба да примаат? Бидејќи дел од нив се плашат и да не претераат поради тоа што имаат некаква хронична болест како што е покачен крвен притисок. Да, искуството покажува дека се плашат да од големен нес, меѓутоа не се плашат и не сакат да се откажат од количината на сол што ја конзумираат. Така да тоа е, значи подобро да ја намалат солта, да не ја намалат внесот. За лица над 50 години и енергетските потреби се нели малку променети во однос на калорискиот внес, се смета дека околу 200 мл вода доаѓа на 10 кг телесна тежина. На вторите 10 килограми е отприлике 50 мл и потоа на секој килограм телесна тежина по 5 мл. Отприлике генерално тоа би било некаде околу најмалку 1,5 литро вода на ден, во зависност од телесната маса. Доколку имаме крупни кај мажите, каде што имаме поголема телесна тежина и внесот на вода треба да биде зголемен. Ја затоа велам кај возрастната, па и кај сите, водата да ја направат интересна. Чајот кој што вообичаено од камилица го конзумираат, нека го стават во поголема количина на вода, нека исцедат еден лимон, нека исцедат малку портокал, нека стават нешто во водата, компот, нека биде секојдневно нешто кое што ќе го конзумираат и на тој начин ќе добијат посебно ако се на терапија на диуретици, каде што најчесто тука губат и многу минерали. Хидратацијата е многу важна за да искористиме се или повеќе од тоа што го конзумираме. Ајде да ги слушнеме прашањата на гледачите. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Вака поздрав до нутриционистката. Благодарам. Вака трета доба сум оперирана од рак на дојка. И сега вака многу ме интересира, посто докторите викат се може да се јаде. Јас, например, исклучив месо и Направивте некаква рестрикција во исхраната? Ме интересира што мисли нутриционистката за сирењето, млекото, јогуртот, например, ајде да речеме месото, можда и стварно не треба. Што би доручкувала една таква особа? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Ова е едно интересно прашање. Дали лицата кои што се болни од карцином, кои што се оперирани на терапија, може да јадат се?
Каков е вашиот став? Генерално не е така, не може да јадат се. Прво треба да ја постои, поготово кога се работи за хормонзависни малигнитети, најчесто кај дојката се за таков случај. Прво треба да се лимитираат шеќерите, посебно додадените шеќери, тоа е најважното. Мој личен став е, но и став на сериозната наука е дека протеините не треба да се лимитираат. Се враќаме на приказната на квалитетот на намирниците. Јас лично препорачувам да се зголеми внесот на риба, доколку се има пристап на дивеч. Значи, еднаш до 2 пати, до 3 пати, ние немаме пристап, меѓутоа тука се работи за селски петел, составот на неговото месо е најблиску до дивечот. 2 пати во месецот сепак треба да се грижиме за протеините. Знаете, чувањето на мускулната маса е основното нешто што дава подкрепа и здравје и за коски, штити од повреди, но исто така не треба апсолутно протеините. Треба да се внимава на квалитетот, треба да се потруди да добие, да најде органски јајца, селски јајца. Што се однесува до млечните производи, неколку одредено време да се прави рестрикција и јас лично во диетотерапијата правам рестрикција на одредени млечни производи, на сирење со мувли, на тешки кашкавали, полномасни сирења, меѓутоа ферментираните млечни производи, како што се киселото млеко, домашниот кефир и урдата остануваат и треба да останат во исхраната, бидејќи многу често после вакви тешки третмани се влегува во малнутриција и понатаму паѓа имунитетот и организмот е склон. Што би појадувала? Може да појадува палента, во која што ќе стави една лажица урда, или ќе изренда едно ровко варено јајце, може да ужина овошје, компот, банана, може да руча риба со зеленчук, може да ужина потоа некое друго овошје, јатки, може да вечера, некоја лесна вечера од некој намаз растителен, хумус или салата, компир салата исто така е добра варијанта, ако не се појадувало јајце, може да се вечера во компир салатата да се стави кромит, магданос. Така некои здрави варијанти. Некои здрави варијанти, комплетното исклучување на црвените меса, свинското месо, младите меса, пилињата кои што се оптеретени, меѓутоа квалитетно месо еднаш до 2 пати, повеќе да се внимава на шеќерите, на конзервансите, на аромите, на боите, на фитоестрогените кои што се зацкриени многу често во некои намирници, тука треба да се внимава. Ке вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Ве слушаме во програма, сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Ве поздравувам и Надица и вас. Сакам да прашам Надица, дали е штетно на савале да доручкуваш јогурт и на вечер за вечера пак јогурт? 2 пати на ден јогурт, а покрај јогуртот конзумирате уште нешто или доручокот ви е сведен само на јогурт? Ручок, само ме интересира дали е штетно на јогуртот на сабали на вечер. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма, па прифатливо ли е тоа? Прифатливо е. Идеалните препораки е да се влесат млечни ферментирани производи помеѓу 500 грама. Што значи дека 2 порции ферментирани може во текот на денот да се конзумираат и за појадок и за вечера, но како што рековме да не се сведе тоа само на попара со јогурт. Тука треба, например, во јогуртот би можело да се додаде, зошто да не може да се додаде за појадок и некое овошје, да се стави во киселото млеко, да се додаде некоја јатка, може да биде приклучено исто така со нешто друго, значи може да не да се земе парче леб, Надица, за појадок? Секако. Бидејќи возрастните лица и лебот некако го исфрлаат од исхраната. Значи треба да се користат житарките. Житарките се полни со Б витамини. Возрастната популација се сопнува на Б витамините, значи тежок внес, ретко го достига бараниот внес на Б витамини, на Д витамин, на калциум, на цинк и на фолати. Тие се 5 соединенија кои што
се проблем кај повозрасната. Б витамини има во лебот? Б витамини, доколку е лебото целозрнен или доколку се користат житарици, и мене понекогаш ми се допаѓа што возрастната популација знае да се свари пченица и да се ја конзумира како оброк. Здрави навики од минатото. Имаат и време да се посветат во кујната, тоа ги држи исто така и на некој начин. Витални да бидат, Витални така? да бидат, да. Например, во варена пченица ги има сите Б витамини, доколку не ја преваруваат, па дури потоа може и да ја сомелат за полесна дигестија. Така, ако не Тука може да има, џвака. Да, така. целозрнените житарки не смеат да се избегнуваат. Наутот, кај нас се уште возрастната популација знае да конзумира наут и треба да конзумира наут, било во вид на намази или се. Препораките се да бидат 4 парчиња, целозрнен, леп на ден, не повеќе, пак зависи маж, жена, телесна тежина, физички активни, неактивни, значи се Но во зависи. принцип 4 Да, кришки доколку е горната граница. Доколку сакаат да изедат бел леп. И тоа не е некој проблем ако не се сведе целодневното мени. Само на леп. Меѓутоа, пожелно би било да го истостираат или да го потпечат, затоа што кога е сув, тој многу полесно се вари, затоа впрочем и кога имаме нели проблеми, велиме двопек Така. и нешто. Но да не биде поховано, да не биде пржено, да не биде препечено. Тука е Тука се тие замки во кои што се паѓа. замки, да, тука се тие замки. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, моето прашање е нутриционистката која би можела да ми каже каква храна би ми препорачала за замастен црн дроб. И ова е едно интересно прашање. Ви благодарам за вклучувањето во програма и ова е една состојба која што е деликатна, велат не сме ни ригорозна диета и гладувањето создава замастен црен дроб. Преобилните оброци исто може да создадат замастен црен дроб. Најважно е, а затоа велам дека нутриционистите секогаш настапуваат по диагностика направена од лекарите. Прво треба да се открие причината на замастувањето. Доколку немаме податоци, но еве опширно, доколку се работи за личност која што патела од хипотиреоза, ризикот од замастен црн дроб се зголемува за 50%. Гриповите, вирусите, ковидот, како последица даде замастен црн дроб. Потоа разни други состојби може да дадат. Но најчесто во третманот на замастен црн дроб секогаш одиме во зголемување на билните влакна и кратење на шекерите, односно простите јаглени хидрати. Тоа секогаш дава резултат која и да е причината на замастениот црн Значи, дроб. што повеќе Што растителни повеќе салати, што повеќе свежа храна, дури во диетотерапијата на замастен црн дроб, јас и кај жените од препорачаните 22 грама билни влакна на ден се качувам на 25-26, токму ради тој третман и прекинување со простите шекери, со простите јаглени. Така, чоколади, хидрати, колачи, газирани тука сокови. го тргам белиот леп во тој третман и секако препорачувам и ензимска терапија, значи ензимите генерално, например, тука доаѓа секогаш е пожелно, значи многу често и дигестивни ензими да се вклучат. Тука исто останува ферментираната храна, додека има зелка, препорачувам гледачката да користи салата од ферментирана зелка. Тоа исто така е многу добро во рестрикцијата на мастите и во пракса не ми даде резултати, но трансмастите мора да се исклучат. Трансмастите кои што се присутни во многу продукти, значи и само кои што треба се да ствараат во процес на препекување на скара, во процес на пржење. Така. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Тилма амбуланта. Дали е се уште на линија? Да провериме, бидејќи почека.
Е уште една можност за него. Добар ден. Ние ќе продолжиме понатаму, ќе ми дадат знак доколку... еве кога слушаме гледача. Добар ден. Дали ќе успее да се вклучи? Добар ден. Не можеме да го слушнеме во студио. Имаме некаков проблем, нека се јави повторно. Ние продолжуваме понатаму. Што е со кафето и со течностите и воопшто продуктите кои што содржат во себе кофеин? Се препорачува ли денот да се започне со кафе кај повозрастните лица? Дали е тоа здраво? Прво, кофеинот влегува во интеракција и на дигестијата на храна и кај сите оние кои што примаат било какви лекови во позитивен или во негативен правец. За никого не е пожелно кафето да го конзумира на гладно. Пензионерите често пијат кафе и не треба да се откажат од кафето, не повеќе од едно кафе на ден. Доколку да чувствуваат... додадат млеко во него? Може? Не. А шеќер? Кафе со млеко е многу лоша идеја. И тоа може да го објаснуваме, ни треба време. Кафе со млеко е многу лоша идеја. Едноставно, несварливо, недигестибилно станува комбинацијата кога ги помешаме. Значи и уште поголеми проблеми со дигестијата би се со создале? дигестијата, маснотиите од кафето го успоруваат кофеинот, тогаш траат дејствата на кофеинот траат многу подолго и така натаму одат на места каде што не треба. Меѓутоа, злоупотреба на кафето, значи не повеќе од 2 кафиња, доколку се љубители на кафе, јас секогаш им велам да го мешаат со какао, затоа што имаме повеќе хранливи состојки, иако и тоа исто о себе има кофеин, но подобро е да биде од извор како што е какаото, отколку како кафето, никако не на гладно. Факт е дека е во интеракција со многу лекови за кардиоваскуларни заболувања и факт е дека прави дренажа на нивната енергија. Кај возрастните луѓе не треба да имаме субјективен растур на енергија. Нивната енергија е потребна да се искористи за одржување на физиолошките процеси. Значи, ако имаат чувство дека кафето им дава енергија, ќе ги крени на почеток на денот, во текот на денот ја губат. Во текот на денот тоа прави еден импут кој што нивниот организам, наплив кој што нивниот организам природно не може да го издржи и потоа имаме пат на енергија. Значи, внимателно со кафето. Внимателно да не се откажуваат, но едно е во текот на денот. Едно и никако не на гладно. Добро, значи за да кофеинот, бидејќи кофеинот многу брзо како и алкохолот влегува во циркулација, да го задржиме малку повеќе во желудникот со другата храна, за да нема тие нагли сензации. Пред да ве прашам за чашка ракија и за алкохол на кај оваа возрастна категорија на лица, ќе го вклучиме гледачот. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас, до вашата гостинка, до Телма телевизија и сите гледачи што ја следат вашата Ви благодарам. Ме интересира за лица кои што се болни од лупус, системско заболување, меѓу кои има и хроничен колит, каква храна и што се препорачува да конзумираат тие. Без разлика... Лупус и хроничен колит, ако разбрав добро. Да, хроничен колит и некои си флеки, црвени по лицето, резултат на тие внатрешни заболувања, односно системски. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Ке може ли Надица за ваква сложена состојба? За автоимуни заболувања, кои што тешко се менаџираат во третото доба, односно кај возрастната популација, и тука веќе треба почесто да се прави нутритивниот статус, бидејќи и едното и другото автоимуно заболување директно водат во малнутриција, односно неможност на абсорбција на хранливите материи, бидејќи треба да се конзумира свежа храна, хроничниот колит не трпи, значи треба да биде термички обработена. Автоимуните заболувања ги забрзуваат сите, нели, процеси во организмот. Редовно одредување и проверување на нивоата на D-витамин и нивоата на B12, доколку се ниски, B12 да се прима интравеносно, да се суплементира D-витамин, меѓутоа термички обработена храна мора да оди
И предпоставувам дека кожните сензации се јавуваат поради тоа што кога дебелото црево, кој што голем дел, нели, врши и на некој начин чистење на токсините, мора да да се разбудат другите органи на детоксикација и овде би препорачала почесто благи детоксикацијски програми, значи термички обработена храна, темнозелена храна, значи во вид на супи, во вид на чорби, за да може, бидејќи и житарките целозрнени овде не може да се користат. Така, прилично комплексна ситуацијата и затоа ја прашав дали ќе можете вака на телевизија да дадете насоки. Значи да се најдат, секогаш може да се субституира одземање на едно со друго, но во овие случаеви генерално имаме помош, бараме секогаш и од суплементите, како што е нутритивен квасец, како што се течни хлорофили, алги и така натаму, А не и секогаш и тие може да се истолерираат, треба да се проба. Но тука е веќе покомплексен проблемот, но основно е термички обработена храна. И сосема накратко, бидејќи веќе напоменав дека ќе ве прашам, но истече времето за денешната емисија, алкохолот дали прифатлив на оваа возраст, 1 до 2 чашки во текот на денот? Жестокиот алкохол не, освен ние на ова подрачје на сонката може, како дижестив, никако не е на гладно, значи мора да биде придружена со храна. Обично со салатка си комбинираат. Дискутабилен е францускиот парадокс, нели Затоа и ве поради прашав, така. ретворот, значи кај жените половина чаша бело вино, кај мажите до 1 чаша вино, и црно и бело, меѓутоа доколку е хронична болест присутна, алкохолот на вистина треба да го избегнуваме, едноставно треба да биде инцидент, а не треба да биде навик. Јас ви благодарам многу за сите совети што им ги упативте денеска на гледачите, поврзани со исхраната и начинот на кој да се задржи виталноста и здравието кај лицата по одредена возраст, ако не се лажам 65 години нагоре е таа возрастна категорија. Благодарам на поканата. Почитувани, тука ја заокружуваме денешната емисија. Ви благодарам и денеска што бевте дел од Телма Амбуланта. Се гледаме секој работен ден на Телма во 12 часот и 50 минути, кога заедно ги прошируваме нашите хоризонти за здравието. Ви посакувам пријатен ден.